Јавната дебата на која граѓаните, представници на местни заедници, институции, издруженија и граѓани и други предлагаа проекти и активности заради планирање и влегување во општинскиот буџет за 2023 година, ја изнесе на површина широката лепеза на проблеми и потреби во одредени средини за кои се бараат решенија. Новоизбраните председатели на местните заедници, например, пред општинските функционери и градоначалникот, посочија дека поради неадекватно инвестирање во инфраструктурата во изминатиот период, сега имаат куп проблеми. Село Тркање има големи проблеми, меѓутоа овие се најбитните во моментот за решавање. Менување на водоводната мрежа, затоа што со нејзе имаме многу проблеми. Имаме неасфалтирани патишта, вкупна должина од прилика од 1,5 километар, тоа се 3-4 пата. До асфалтирање и реконструкција на постоечките каде што се направени доста пукнатини и дупки. Комплетно чистење на речното корито, веќе е направен некој чекор и досега на чистење на речното корито, меѓутоа тој се осема мал чекор, значи комплетно чистење на целото речно корито. Обновување на полските патишта, имам поплаки од соселаните дека тешко се движат низ полето затоа што сите патишта се катастрофа. А што се однесува до спортските активности, пошто се сведени на многу ниско ниво, ние бараме и обновување и реконструкција на спортското игралиште, постоечкото, стадионот. Евентуално да се направи план и проекти за спортска сала во школскиот двор од затворен тип. Тоа се нашите 5-6 предлози што сметаме дека може да се вклопат во буџетот за следната година. Представник на група граѓани уште еднаш укажа на проблемот со поплавувањето на делови од трговскиот центар, кој со децении не е решен, и покреветувањата на претходните градоначалници, и побараа да му се даде приоритет на истиот за трајно да биде решен. Асфалтирање на улици и заштита од поплави побара и жител од Дусова чешма, кој ги истакна проблемите на поедини жители кои имаат куќи во ниските зони и при секој поголем дожд пливаат во вода. Поплавувањето станува проблеми на улицата Роза Петрова, каде канализацијските решетки немаат капацитет да ја прифатат водата од поројните дождови, особено на есен, кога поради лисија истите се затнуваат и патот го претвораат во речно корито. Представникот на Прибачево, инаку повратник од печалбарство, побара асфалтирање на улици во селото, но укажа и на сериозниот еколошки проблем поради загадувањето на брегалница од фекалните води од Виница, како и од некои стопански капацитети. Сето тоа го илустрираше со зборовите: страшно и грозно е да се види колку е загадена реката, а рејата се шири од наталожената мул е неподнослива. Граѓаните присутни на јавната дебата бараа санирање на запуштени спортски објекти, побараа поддршка на културни настани, на доброволни друштва и издруженија на граѓани.